Добар ден, драги македонци. Добар ден, драги пријатели. Се радувам што ве гледам во толков број повторно. Се радувам што сме тука заедно на овој значаен ден, на овој голем празник на македонците на секаде низ светот. Почитувани македонци, раселени на секаде низ светот. Почитувани македонци со потекло од македонскиот дел во Република Грција. Почитувани македонци од околните држави. Почитувани организатори на овој настан. Почитувани представници на Македонската православна црква. Драги гости, драги пријатели, почитувани присутни, дами и господа. Ние македонците денес го славиме нашиот голем празник Свети Илија Илинден. Илинден е и ден кога оддаваме почит на илјадниците смели мажи и жени кои во Илинденското востание и во антифашистичката борба ги положија своите животи на олтарот на татковината. Илинден е и голем ден во нашата историја, историјата на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија. Ден кога секоја година се потсетуваме на нив, на нашите херои и нивните битки и жртви, но истовремено земаме аманет дека нивното дело, нивните заслуги и придобивки, слободата која ја извојуваа, храброста со која не инспирираа, мудроста со која не просветлија, слободата и независноста за која тие се бореа и кои денес ги имаме, ќе ги одржуваме, негуваме, развиваме, почитуваме и од нив нема да остапиме. По никоја цена, во секаков ризик, при секој предизвик. И тоа треба да го знае секој, а најмногу ние самите. Гаранција на тој аманет се стотиците илјади македонски срца и души во Македонија, но и срцата и душите на македонците распространети по целиот свет. Затоа што ние сме едно ткиво нераскинливо, едно знаме, едно дело, една света и светла организација, една држава, една мисла и едно име – Македонија. Во тие срца и души има неверојатна сила која знае да носи развој, која знае да издржи и да истрпи, но која знае во дадениот момент да направи решавачка офанзива за да покаже како си ја сака државата, која со крв, солзи, маки и пот ние македонците сме ја оствариле. Затоа што, како што вели Петре М. Андреевски, цитирам, племето наше е Пиреј и не го ништи ни една војска. Ама ти колку сакаш кошкаја, корнија, кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе оживи, ќе потера. Ништо не ја ништи таа треба. Затворен цитат. Оваа максима, наша македонска, е најголемата вистина која треба да ја знае секој, дома и надвор, за да разбере дека ние сме слободен и слободумен народ. Праведлив и правичен. Знаеме да сакаме и да почитуваме, дека сакаме пријателство и поле за културен надпревар меѓу народите, но и дека знаеме дека за секој македонец и оние кои тука живеат, и оние кои од различни причини животниот пат ги однел во тугина, нема друга матична земја освен Македонија. Како што сите знаеме и како што е кажано, земјата се ослободува со храброст и љубов, но голема и успешна станува единствено со делата. Несомнена е големата храброст и љубов
со која и илинденците, и јасномците настапуваат во лутите битки со своите противници. Таа љубов, која се распространуваше по македонската земја, љубовта кон земјата, љубовта кон семејството, љубовта кон народот и љубовта кон вредностите кои ги споделуваа. Таа љубов и нивната храброст е наша звезда водилка, нашата инспирација и нашата мотивација. Ако тие не се стремеа за слобода тогаш кога таа изгледаше недостижна, денес слобода немаше да има. Ако ние не се стремиме денес кон дела, успеси и развој нема да има. Македонија не е ослободена или пак изградена од страв, туку напротив од сила, од собствени залагања, од собствени сили, собствен труд и собствени жртви и силен стремеж за слобода. Ние македонците сме ги остварувале целите не затоа што сме биле нерационални, туку затоа што сме имале мудрост и трезвеност, способност за да се процени и да се донесат најдобрите одлуки во вистинскиот момент. Ама и храброст и решителност во одлучувачките моменти, да се почувствува еланот и моментот и да се тргне кон целта, за да се однесе победата. Победата, слободата, напредокот, развојот и успехот е нашата финална цел. До неа се доаѓа со почитување и спроведување на основните вредности, со стратегија и тактика, но и со оператива, и со многу труд и многу работа. Лесно е да седиш острана и да наблюдуваш. Уште полесно е да критикуваш и да бидеш деструктивен, да пукаш по се што се прави, создава и гради, само да зборуваш, а ништо да не правиш. И тоа го знае и мнозинството од овој народ. А јас знам дека местото на политичарот е помеѓу народот, на секоја педа македонска земја, на секоја улица и во секој град и село, со народот и со неговите проблеми. Не само кога е лесно, туку и кога е тешко, кога има мака и кога треба да му се помогне и да му се помогне. Можеше и Питу да не отиде на Мечкин камен. Можеше и Кузман да не оди низ Македонија и да ги шири македонските идеали. Можеше и Ченто да бара милост. Можеше и Узунов да се предаде. Можеше и Јацев да ги предаде другарите. Можеа и Груев и Делчев да бидат само даскали и да не создаваат комити. Можеа сите мирно да седат дома или да се покорат, но тие тоа не го направија. Тие веруваа и работеа за една цел, за аманетот, за својата Македонија, за својот народ, за нас македонците, за нашата слобода, нашата кауза, нашата независност. Тоа народот го сака и тоа го почитува, и тогаш и денес. Затоа што се гледа во очите на народот и во неговите очи можеш да видиш се, буквално се. Не можеш да чуеш збор. Поглед во очите и се ти е јасно. Секоја неискрена критика, дезинформација, лага и манипулација која сервираат неработниците и интригантите, завршува во првиот момент од зачекорувањето нивно помеѓу народот. Го чувствувам презирот со која стотиците илјади луѓе со кои се среќавам низ целата држава го имаат кон секој оној кој со кодошлак и со страничен елемент, со неработа и со критика само заради критика, а без суштина, сака да оствари своја лична теснограда цел на штета на интересот на државата Македонија. Ја чувствувам и потребата и страста со која граѓаните зборуваат и ги чувствуваат предизвиците и проблемите кои се реални и кои ги оптоваруваат.
и енергијата кои тие ја имаат за да направиме нешто подобро, за да го подобриме животот на секој еден граѓанин во оваа наша држава. И јас на овој празник ветувам дека додека ме држи последниот атом од силата, ќе работам за да остварам што поголем број ветувања кои сум ги дал, јас и мојот тим, да решиме што поголем број на проблеми на народот и да направиме што поголем број на проекти, на дела, успеси за Македонија и за секој нејзин поединец. Драги пријатели, денес ги славиме Делчев, Груев, Татарчев, Карев, Питу, Јане, Александров, Сарафов, Ченто, Панко, Шатев, Шаро, Полежина и останатите великани на македонското дело. Но денес, исто така со голем пиетет, ги славиме и илјадниците македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци и останати, знајни и незнајни, кои жестоко се залагаа и се бореа на Слива, на Мечкин камен, на Развовци, Ножот, Дебраца, Слави планина, при ослободувањето на Скопје и другите македонски градови од окупаторот, во стотиците битки на секој дел од македонскиот терен. Ги славиме јатаците, крушоците, четите, работниците кои работеа во позадината, селаните кои ги хранеа војниците, учителите кои просветлуваа, лекарите кои лекуваа, жените кои помагаа, кои го везеа и знамето на Крушевската република и даваа силна подкрепа на остварувањето на целта. Населението кое даваше отпор и кое беше непремостлива пречка за секој ненамерник. Населението кое зацврстуваше и остваруваше победата и државноста. Денес го славиме народот на Македонија. Затоа што народот, тој народ, ги извојувал победите. Тоа била окосницата која давала и сила, и разум, и енергија на лидерите. Тоа биле македонските херои кои ставале браник на секоја лоша идеја и кои обезбедувале продор на македонското дело и прогрес на македонскиот народ. Народот е силата која создава државата и која ја брани и развива таа држава. И денес, драги пријатели, и денес народот е господар. И така ќе биде се додека постои ВМРО. Затоа што ВМРО е Македонија, ВМРО е диаспората, ВМРО е историјата и ВМРО е иднината. Низ годините, децениите, ВМРО стана повеќе од организација. ВМРО стана код на македонската борба за слобода и успех. Стремежот на секој македонец и граѓанин на Македонија за успех, за победа, за отпор кон неправдата, за отпор кон таа неправда која доаѓаше многу пати, отпор кон се она што не загрозуваше. ВМРО е синонимот за државност, за патриотизам, за слобода и независност на Македонија. Знам дека македонскиот народ едва и чека да добие шанса да се произнесе за се она што го гледа во изминатиот период, да го даде својот глас, да излезе и на слободни, фер избори, да каже дека граѓаните на Македонија се господари на ова парче земја, дека овде живее народ кој знае што сака и знае што прави, дека извонредно добро знае да цени и расудува, многу е паметен и знае да носи мудри одлуки. И наша обврска е да вложиме се што е во наша моќ, да се овозможи тоа најбрзо можно, за да можат сите да одлучат без никаков притисок, директен или индиректен, од никого и од никаде, за да има празник на демократијата,
на која ние македонците и сите граѓани на Македонија ќе се произнесиме за нашата визија за иднината. Ние сакаме мир и развој, просперитет за секој граѓани на Република Македонија и за соседството. Ние македонците сакаме соживот и соработка со нашите пријатели, со граѓани и соседи, албанците, турците, србите, ромите, власите, бошњаците и останатите, македонците, христијани и муслимани, христијаните и муслиманите, атеистите, евреите и сите останати во Македонија. Ние македонците сакаме добри односи со секој сосед на нашата држава и работиме на тоа. Но ние македонците знаеме кој сме и што сме. И сакаме и другите тоа да го почитуваат, исто како што ние ги почитуваме нив. Сакаме и работиме на развој и економски раст, подобар стандард за граѓаните, повеќе можности во образованието, земјоделството, економијата, науката, културата, спортот, повеќе проекти кои ќе го облагородат просторот во кој живееме, повеќе нови работни места, повисока заработка на секого. Ние македонците одовде на 2 август, на Илинден, порачуваме дека Македонија, како и секогаш низ историјата, и од оваа состојба ќе излезе уште посилна, уште поуспешна, позрела, економски помокна, општествено подобра, посплотена и пообединета, како иден член на европското и евроатлантското семејство на народи и држави. Да не е за многу години и векови празникот Илинден. Свети Илија нека го осветлува патот кон успехот на сите нас во Македонија. Да врви работата и да биде добра за секого. Да живеат македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија и во диаспората, од сите нации и од сите вери. Да живее Република Македонија, да сте живи и здрави. Ви благодарам.